Советот на општина Могила на седница ќе расправа и ќе одлучи дали од нова година натаму седниците ќе бидат јавни и достапни за сите жители на општината. И истите ќе бидат снимени и прикажани на некој од локалните или регионалните телевизии. Ова беше одлучено денеска по барањето кое го поднесе независниот советник Борче Бучински, кој бара од Советот на општина Могила снимање и објавување на седниците на телевизија. На моја иницијатива на претходната седница покренав иницијатива за снимање на седници заради транспарентност во општина Могила. На тоа што јавно ги повикав телевизите со нивни понуди кои ќе бидат доставени овде и еве предлогот е за наредната седница и за тогаш ќе ве повикам пак да дојдите. Значи овие седници ќе бидат снимвани од нова година натаму, значи од јануари со новиот буџет. Затоа бараме понуда и тука ќе се изјаснат сите советници дали сакаат, дали прифаќаат, дали не. Бидејќи јас во мојата програма сум должен кон општина Могила, кон луѓето кои ме избраа да видат транспарентност. Општина Могила ќе биде транспарентна општина за сите граѓани, рече денеска Јасмина Гулевска, градоначалник на општината, која присуствуваше на третата седница на Советот и рече дека бидејќи денеска е поднесено ова барање од Бучински, истото ќе мора да се разгледа на некоја од наредните седници. Јас денес го видов како градоначалник барањето на еден од советниците, Борче Бучински од независната листа. Тоа ќе го ставиме да одлучи Советот на наредна седница на Совет на општина Могила. Во меѓувреме, овие 3 седници на Совет се снимаат аудио. Бидејќи се уште немаме материјални средства и се уште го немаме направено буџетот за идната година. Советот на општина Могила денеска ја одржа третата седница, на чиј дневен ред се најдоа 6 точки. Предлог решение за избор и член и заменик од редот на советниците кои ќе учествуваат при склучување на бракови во местните канцеларии во Могила, Добрушево, Дедевалци. Како втора точка, предлог развојни програми во буџетот на општина Могила за 2018 година. Трета точка, предлог програма за зимско чистење во општина Могила 2017-2018 година. Четврта точка, предлог иницијатива за барање ревизија на финансиско и материјално работење до Државен завод за ревизија на Република Македонија. Петта точка, предлог извештај од комисијата за вршење вонреден попис во општина Могила на основни средства и ситен инвентар. И шеста точка, советнички прашања. Новиот совет на општина Могила брои 11 советници. Од нив 4 се од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, 3 од ВМРО ДПМНЕ, 1 советник од Народното движење на Македонија и 3 независни советници.